Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Темата на денешното видео е инспирирана од книгата Петте јазици на љубовта, односно ова видео е еден вид продолжение на претходното, на јазикот на љубезните охрабрувачките зборови или, како што авторот вели, ова е еден подјазик, еден дијалект на тој јазик, а темата е простувањето, односно ќе зборувам за јазикот на простувањето. Јас и претходно сум зборувала за простувањето, така што ќе ви ги оставам видеата во описот на ова видео или на крајот од видеото, па можете и нив да ги погледнете и да си направите една целина заедно со ова видео. Јас се залагам за простувањето и сметам дека тоа ослободува, не ослободува од носење непотребни гневови, туги товари, ни овозможува полесно да продолжиме понатаму низ животот, но не мислам дека мора по секоја цена да се прости, туку дека тоа е право на личен избор, на одлука и на оној кој што простува, бидејќи се разбира на секој му треба различно време за да прости. Кога простуваме, тоа воопшто не значи дека поддржуваме или ако сме во некој однос во кој ќе простиме, тој однос мора да продолжи и ние да останеме со таа личност, туку само дека наоѓаме разбирање. Ја разбираме приказната на другиот, разбираме зошто направил тоа што направил, а потоа може да си продолжиме секој по својот пат. И тогаш да сме простиле, но нашиот однос да заврши. Најчесто не ни е ни потребно физичко присуство на другата личност на која ја простуваме. Личноста може да не е подготвена, воопшто да не ни бара прошка, но ние можеме да простиме заради себе, затоа што простуваме од љубов, од личен избор и да расчистиме некои работи со себе, но да градиме и подобри односи понатаму со другите луѓе и со светот воопшто. Простувањето ќе ни овозможи да се ослободиме од тоа што било во минатото и да продолжиме понатаму во креирање на нови односи. Во сето ова главна улога игра начинот, односно како ќе го направиме тој чин на простување, независно дали сме ние тој што простува или ние сме тој што бара прошка. Токму за овој јазик, јазикот на простувањето, во книгата Петте јазици на љубовта зборува и авторот и смета дека јазикот е многу битен за да можеме да препознаеме, слушајќи се како зборуваме себе си или другата личност како зборува, дали навистина сме простиле или тоа само така го кажуваме, а јазикот кој што го користиме, начинот на кој што го кажуваме тоа, покажува нешто сосем друго. Сакам да споменам дека книгата главно се однесува на простување меѓу брачните партнери и авторот ја потенцира љубовта, односно смета дека доколку има љубов, тогаш и простувањето ќе биде полесно. Односно, љубовта е движечка сила на секој однос, инспирација и мотив и за простување. Љубовта, како појдовна точка за да одлучиме да простиме некому, е многу битна, но независно дали се работи за силна љубов, за голема поврзаност меѓу двајца брачни партнери или меѓу пријатели, со членови од нашето семејство, со колеги од работа, со сите тие луѓе развиваме некакви емоции, независно дали тие ги покажуваме, дали сме ги освестили и дали често ги употребуваме. Важно е да ја чуеме приказната на оној кој што сака, односно бара простување. И доколку другата личност е доволно искрена и ако ние тоа го препознаеме, тогаш ќе ни биде и полесно да разбереме и да простиме. Но, доколку во тоа што ни го раскажува, ние пронајдеме нешто што не веруваме доволно и гледаме дека личноста не е доволно искрена или не е доволно љубезна, понекогаш таквото излагање може да содржи дури обвинување кон нас, ние да бидеме причина зошто некој не повредил или направил нешто
што направил и тогаш забележуваме дека таа личност и не бара прошка, туку само сака да се ослободи од својата одговорност од некои своји причини. Исто така, иако сме ние во улога на некој што бара прошка или простуваме, не треба само да се држиме за својата приказна, туку треба да ја разгледаме и приказната на другиот, може би под дејство на некакви емоции, ние сме претерале, сме кажале или сме направиле нешто што не сме мислеле, може би ненамерно, а на тој начин ќе можеме да разбереме дека и другиот може би го направил тоа. И ние треба да бидеме искрени, отворени, јасни, да не обвинуваме, да не осудуваме и да не префрламе одговорност на другата личност. На тој начин ние навистина ќе покажеме дека сме свесни за тоа што сме го направиле, дека ни значи да го сочуваме односот, а сето тоа што било да го заборавиме, да го оставиме зад нас и нашиот однос понатаму да продолжи. Затоа е многу битен јазикот кој што го користиме, бидејќи понекогаш може да кажеме дека простуваме или да ни кажат дека ни простиле, меѓутоа потоа јазикот што го користиме, интонацијата и многу невербални знаци покажуваат колку навистина ние сме подготвени да простиме или да побараме прошка, туку може би тоа го правиме од некои други причини. Значи, ако сме се договориле заеднички, сме донеле одлука да оставиме се што било таму каде што припаѓа во минатото, а ако постојано со наши одговори ја враќаме таа приказна и тоа што се случило во нашето секојдневие, нашиот однос нема да се подобри, нема да се развива и тоа е показател дека ние не сме простиле или не ни е простено. Независно дали сме кажале дека сме донеле таква одлука, меѓутоа периодот кој следува ќе покаже дали ние навистина сме мислеле да го направиме тоа. Например, ако користиме реченици од типот како можеше тоа да ми го направиш, зошто тоа ми го направи, па ти толку многу ме повреди, знаеш ли јас како се чувствував, сето тоа покажува дека ние не сме простиле. Може би сме останале во тој однос од некои други причини. Може би сакаме да возвратиме на некој начин, да добиеме потврда, постојано да бараме кање, извинување, докази, да ни врши некакви услуги и тоа покажува дека нити ние, нити другата личност не сме направиле никаква промена и нашиот однос не се поместил од место. Затоа е многу битно да внимаваме и на интонацијата, и на начинот на кој се обраќаме, понекогаш може би и кога фокусот го ставаме на некои ситници, кои што може би предходно не сме им обрнувале ни внимание, кога може да ни изиритираат некои ситници, кои предходно не сме ги ни забележувале, а може би и денес истите тие ситници кај други луѓе не ги ни забележуваме. Значи, ако се договориме нашиот однос да продолжи понатаму, ако донесеме одлука да простиме, тогаш тоа е одлика на зрели луѓе. А зрелите луѓе градат зрели одлуки. Авторот смета дека зрелата љубов ја има таа моќ да доведе кон простување, кон создавање нови односи и користење на новиот јазик, јазикот на простувањето. Меѓутоа, ако можеме да градиме зрела љубов и да градиме зрели односи со својот партнер, тогаш ние можеме да градиме здрави односи и со другите луѓе, со нашите пријатели, колеги и другите блиски луѓе. Ние се разбира дека можеме да избереме и да не простиме и тоа е многу пофер, затоа што тогаш никого не лажеме и не се преправаме дека сме простиле. И тогаш можеме на љубезен начин да внимаваме без повторно да повредиме, навредиме, да кажеме дека не сме подготвени да простиме, дека ни треба уште време, дека не сме исцелиле и тоа е во ред. Ќе простиме можеби понатаму, кога едноставно ќе бидеме за тоа подготвени. Да си дадеме време и себе си, и на другиот, и на нашиот
заеднички однос. И тоа е многу подобро, отколку постојано да живееме во некаква осуда и да бараме кој е виновен, кој е грешник, затоа што ако ние судиме, тогаш ние се ставаме во улога на судија, а другиот го ставаме во улога на грешник. А се додека имаме вакви односи, ние не можеме да имаме блиски односи, затоа што блискоста означува рамноправност во односите и означува можност и едниот и другиот да погреши, а се разбира дека и ние не сакаме да ни судат, дека некогаш во животот и ние ќе погрешиме и дека некогаш и ние ќе бараме прошка, па најверојатно не би сакале да ни биде судено. Здравите односи се заснованаат на разбирање, на јазик на љубов, на јазик на простување, затоа што тоа покажува подготвеност да се оди понатаму, подготвеност да се градат можеби и нови односи. И кога ќе простиме и кога нема да простиме, тоа е наш избор и не треба да заборавиме дека тоа е наша одлука која сме ја донеле и кон која нели би било убаво да се придржуваме, а не да испраќаме двојни пораки и постојано да се обвинуваме и себе си затоа што сме простиле. Ако е така, тогаш најпрвин треба да расчистиме со себе си. Ние да не се обвинуваме затоа што сме го простиле тоа што сме го простиле, а потоа да и простиме и на другата личност. Јазикот на простувањето не подразбира обвинување, осуда, враќање назад во минатото, туку напротив, тоа е јазикот кој ќе ни помогне да изградиме нови и поубави односи. Тоа е јазик кој најверојатно и претходно сме го зборувале со личноста која ни е драга, но доколку сме заборавили или доколку не било така, да изградиме нов однос и нов јазик. Јазик на љубезност, јазик на поддршка, на охрабрување, јазик кој доаѓа од љубов. Затоа јазикот на љубовта е многу важен и може многу да ни помогне во сите односи кои ги градиме со другите луѓе, а како еден подјазик на јазикот на љубовта е и јазикот на простувањето. Ви посакувам се најубаво и се гледаме во некое следно видео со некоја нова тема.